Со концерт на рускиот пианист Алексеј Володин на 26 септември почнува новата сезона на Македонската филхармонија. Ова е веста со која ги започнуваме денешните урбани вести. Гледајте не. Пуштена во употреба реконструираната детска улица Тоше Проески во аеродром. Отворени забавни фудбалски школи во Петровец. Доделени нови 70 решенија за легализација на дивоградби во општина Кисела Вода. Општина Ѓорче Петров со богата програма ќе го прослави патрониот празник. Во општина Аеродром денеска беше пуштена во употреба реконструираната детска улица Тоше Проески. Со реконструкцијата на улицата, која на повеќе места беше оштетена, граѓаните добија едно поубаво место за прошетка, одмор и релаксација. Андријана Димитриевска. Денеска во општина Аеродром беше пуштена во употреба реконструираната детска пешачка патека Тоше Проевски. На свеченото пуштање во употреба на улицата присуствуваа градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски, градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и председателот на Советот на општина Аеродром Виктор Камиловски. Со реконструкцијата на детската улица Тоше Проевски, која на повеќе места беше оштетена, граѓаните добија едно поубаво место за прошетка, одмор и релаксација, изјави денеска градоначалникот Коневски. Поставено е целосно ново осветлување, изградени се стотина жардинјери, за кои што град Скопје се погрижи да бидат насадени со прекрасно цвеќе. Јас се надевам дека реконструираната улица Тоше Проевски ќе им се допадне на граѓаните на општина Аеродром и таа максимално ќе биде користена во слободното време. Пешачката патека е широка 7 метри, а долга 550 метри. Како што може да се види, детската улица е поплочена со гранит плочи, на кои се изгравирани јунаци од цртаните филмови. Патеката е комплетно осветлена, а поставена е и урбана опрема, поточно клупи и канти за отпадоци. Покрај патеката се изградени 96 жардиниери со хризантеми и зимзелени растенија, кои ги донираше град Скопје преку јавното предпријатие Паркови зеленило. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски рече дека сето ова е плод на добрата соработка на градот Скопје со општина Аеродром, а така ќе продолжат и во иднина, бидејќи бенефитот го чувствуваат граѓаните. Ние ќе продолжиме и понатака со нашата соработка, се со една цел да граѓаните на општина Аеродром имаат подобри услови за живење. Градот Скопје во ова улица вложи околу 500.000 денари. Овој проект е составен дел од програмата на градоначалникот и ние советниците, односно Советот на општина Аеродром, го поддржува овој проект и во иднина ќе поддржува вакви проекти, све со единствена цел да направи општината посакувана дестинација за живење, односно пристојно место за живење на граѓаните на општина Аеродром. Со оваа реконструкција на детската улица како култно место на кое се собираат и дружат младите од целата општина, доби посовремен изглед. Под целосно покровителство од страна на општина Петровец, 5-та година поред се одржуваат отворените забавни фудбалски школи на новоизграденото фудбалско игралиште во населеното место Петровец. Покрај поддршка на спортските манифестации, општината финансиски ќе го поддржува и новоформираниот фудбалски клуб Долно Коњари, којот неодамна започна со работа. Општина Петровец 5-та година поред дел од отворените забавни фудбалски школи во Македонија. Оваа година забавните игри во Петровец се одржуваат на новоизграденото фудбалско игралиште во населеното место Петровец, престојниот викенд на 21 и 22 септември. Во оваа спортска манифестација, чија основна цел е да се насочат децата кон спортот и неговите благодети, учествуваат над 100 деца од општина Петровец, на возраст од 8 до 11 години. Децата се поделени во неколку групи, а спортските активности се изведуваат под водство на обучени тренери и асистенти предводени од спортски лидери. Општина Петровец и досега посветуваше големо внимание на децата со изградба на спортски терени низ населените места од општината. Со овие активности општината ќе продолжи и во наредниот период, се со цел правилно насочување на децата кон спортот и спортските активности. Како и во изминатите години, така и оваа година, така и во наредните години, значи општина Петровец застанува позади спортот,
значи се грижиме да се развива спортот во нашата општина. Покрај спортските манифестации, општина Петровец ги поддржува и спортските клубови кои се на нејзина територија. Општината и овој пат застана зад ново формираниот фудбалски клуб Долно Куњари, во кој регистрирани се 20 фудбалери. Градоначалникот Митевски истакна како што финансиски го поддржува фудбалскиот клуб Петровец, така финансиски ќе застане и зад клубот Долно Куњари. За развојот на младите и формирањето на нови клубови придонесува и новоизградените спортски игралишта во повеќе населени места низ општината, а оваа практика ќе продолжи во иднина. Јас сум презадоволен што за многу краток временски период, значи повеќе фудбалски клубови почнаа да се регистрираат во нашата општина. Изградиме повеќе фудбалски терени и со самата изградба на фудбалските терени, значи спортот зема замав во општина Петровец. Општина Киселавода започна со активности за подобрување на водоснабдувањето во местноста Порупи во село Драчево. По налог на општината започнати се градежни активности за подобрување на водоводната мрежа на главниот довод кон високата зона по улицата Партизански пат. Согласно проектот, зголемувањето на капацитетот и квалитетот на водоводната мрежа ќе се изврши преку поврзување на водоводната мрежа од улицата Јустинијан I, поранешна Драчевска, до изградената пумпна станица за високата зона и манастирот Пеленица, во должина од околу 554 метри. На местото на приклучокот на улицата Јустинијан I предвидена изградба на приклучна шахта во која ќе бидат сместени сите потребни арматури и фасонски парчиња. Ова активно следи по изградбата на новата водоводна мрежа за местноста Порупи во 2009 година. За оваа активност општина Киселавода издвои 4.431.067 динари, а градежните работи се очекува да завршат за околу 2 месеца. Градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич денеска додели нови 70 решенија за легализација на дивоградби. Во општината примени се вкупно 11.872 предмета за легализација на бесправно изградени објекти, од кои решени се околу 2000 предмети. Томислав Атанасовски. 70 на домакинства од општина Киселавода денеска добија решение за легализација на своите бесправно изградени објекти. Оваа практика на јавно доделување на решенија за легализација на дивоградби, општина Киселавода ја практикува веќе по 13 пат во изминативе 4 месеци и оттаму смета дека ова представува потик за оние граѓани кои се уште не ја комплетирале својата документација. Досега доделени се околу 2000 решенија што представува 16% од вкупно пристигнатите барања за легализација. Со оваа практика која ја спроведува општина Киселавода во просек се доделуваат по 40 решенија за легализација на неделна основа. Градоначалникот на општина Газивава Билјана Беличанец Алексич изјави дека бенефитот од успешно заокружување на процесот на легализација ќе биде заеднички. Граѓаните ќе станат сопственици на нивните имоти, а општината ќе може да донесе нови детални урбанистички планови со што ќе придонесе за успешен развој на истата. Истовремено ги повика сите правни и физички лица на кои им е изготвена урбанистичка согласност, за да може да се проложи постапката за изготвување на решенија за легализација на објектите. Процесот на легализација на дивоградбите е општествено прашање со кое конечно се решаваат децениските проблеми на граѓаните во делот на впишување на правото на сопственост на нивните имоти. Главната улога во овој процес покрај општината ја имате токму вие, граѓаните. И затоа и овој пат ќе си дозволам јавно да ги повикам сите граѓани кои немаат изготвено геодетски елаборат да го сторат истото тоа во најкраток можен рок, бидејќи со некомплетна документација го доведуваат во прашање процесот на легализација и својот објект. Бенефитот од успешно заокружување на процесот на легализација ќе биде заеднички. Граѓаните ќе станат сопственици на нивните имоти, а општината ќе може да донесе нови детални урбанистички планови во кои ќе бидат впишани и новолегализираните објекти, што е и крајна цел на овој процес. Во општина Киселавода до законски утврдениот крајен рок 18 јуни 2014 година за доставување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти вкупно се примени 11.872 предмета за легализација на дивоградби. Тоа значи дека околу 4500 граѓани од општината имаат само уште 10 месеци за да ја докомплетираат документацијата и да го достават својот геодетски елаборат.
Со многу спортски, културни и забавни манифестации, општина Ѓорче Петров на 20 септември ќе го прослави патрониот празник. За истакнатите граѓани од општината ќе бидат доделени награди и признанија. Повеќе од прилогот на Елизабета Дамјановска. Пред 58 години, на 20 септември, општината Ханриево се преименува во Ѓорче Петров. За патрониот празник на општината и оваа година се подготвува богата спортска и културна програма, која е веќе во тек. Но од општината информираат дека ударни термини за одбележување на патрониот празник ќе бидат 19 и 20 септември. Вчера во урбаната заедница Даме Груев започна шаховски турнир, а на тениските терени во основното училиште Мирче Ацев се одржа тениски турнир. Утре на стадионот Македонија во 11 часот ќе започне надпревар во голем фудбал во училишен спорт. Крводарителската акција, која секоја година се спроведува по повод роденденот на општината, буди се поголем интерес кај населението. Оваа година истата ќе се случува во Центарот за култура, а ќе започне во 11 часот. Во 13 часот во населбата Стопански двор ќе биде пуштена во употреба новата 400 киловатна трафостаница, со што подолгорочно ќе се реши проблемот кој со години ги мачеше жителите од оваа населба, изјавуваат од општината. Во 18 часот и 30 минути во Центарот за култура ќе се одржи перформанс за револуционерот Ѓорче Петров, а учество ќе земат наши познати актери. Веднаш потоа ќе се отвори спомен соба на нашиот академик Анте Поповски. Петочното празнување на денот на општината ќе започне со свечена седница на Советот на општината, која ќе започне во 9 часот. И на истата ќе бидат доделени награди и признанија на наши сограѓани, кои со својата работа придонеле во афирмација на општината во пошироки рамки. Учениците од основните училишта ќе го одржат традиционалниот крос, чиј старт ќе биде во 9 часот и 45 минути од пред училиштето Мирче Ацев, а ќе заврши во Реонскиот парк. Во 11 часот делегации од општината, Советот на општината, владени и невладени представници ќе положат свежо цвеќе на споменикот на патронот во Реонскиот парк. Во 11 часот и 30 минути конјичкиот клуб Тристар Ѓорче Петров ќе одржи дефиле во Реонскиот парк. За вечерната забава, која ќе се одржи во културно-уметничкото друштво Григор Прличев, ќе се погрежат Владко Лозановски и Ена. Детскиот ликовен центар во соработка со општина Карпош по 7ми пат заедно ја организираат традиционалната детска ликовна колонија Свети Пантелеймон. Оваа детска ликовна колонија започна да се одржува уште во 2007 година, а годинава настанот се случува на 20 и 21 септември, во петок и сабота. Генерален покровител на колонијата е општина Карпош и градоначалникот Стефчо Екимовски, а детскиот ликовен центар се јавува како стручен организатор. Оваа 7-ма поред ликовна манифестација е посветена и го одбележува сеќавањето на катастрофалниот земјотрес од 26 јули во Скопје во 1963 година. И со надеж дека нема повторно да ни се случи таква човечка и материјална катастрофа од огромни размери. Одиграни се првите 8 надпревари во Лигата на шампионите. Шампионот Бајер Минхен стартуваше со победа, а Реал го декласираше Галатасарај со 6-1. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.